Добар ден, почитувани, започува уште една нова телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Овој петок ќе зборуваме за аритмиите, поточно за нарушениот срцев ритам, она што пациентите го објаснуваат како прескокнување на срцето. Гостинка во студиото ни е професор доктор Милка Клинчева, специјалист интернист, субспецијалист по кардиологија, секако во клиниката Жан Митрев. Добре ни дојдовте во студиото на телма. Добро ве најдов. И ме радува што сме повторно во студио, после 2 години. Така, навистина ми е драго што овој пат на поинаков начин ќе го реализираме ова интервју. Срцето постојано работи, се грчи и се опушта. Што ја овозможува оваа негова постојана, правилна ритмичност во пулсирањето? Самата градба на срцето е направена така да постојат посебни специјализирани клетки во десната предкомора, од каде што излегуваат постојано електрични импулси, кои што се јавуваат како резултат на постојаниот акционен потенцијал кој се јавува во така наречениот природен пейсмекер или синуатријален чвор. Тој се наоѓа во десна предкомора, во близина на влезот на вена кава супериор, горната шуплива вена, околу 5 мм до епикардиумот е во близина и тоа се како сноп или како вретено специјализирани клетки кои што постојано прават акционен потенцијал, кои што праќаат импулси. Да, праќаат импулси кои преку 3 патишта се шират низ предкоморите и повторно се собираат во спојот помеѓу двете предкомори и коморите, односно во атриовентрикуларниот нодус, односно чвор. Од тука, преку аве јазолот, преку хисовиот сноп се шират низ левата и десната гранка во соодветните комори. Во левата гранка се дели пак на 2 снопа, преден и заден, и десната гранка си носи исто така импулси до десната комора. Од тука, овие нервни специјализирани влакна се разгрануваат на Пуркињиеви влакна, кои што до самиот мускул на двете комори го пренесува електричниот импулс. И поради тоа срцето постојано е стимулирано. Меѓутоа имаме контракција, кога има деполаризација на срцевиот мускул. Тога се грчи? Да, тоа е оној момент кога ние го гледаме како контракција, со тоа што прво имаме атријална деполаризација и ова го кажувам за тоа што е тоа битно, придонесува за понатаму кардијак аутпутот на срцето, минутниот волумен, и потоа има вентрикуларна коморна деполаризација, односно контракција. На тој начин се овозможува изфрлање на крвта од левата комора во аортата и од тука низ целиот организам и од десната комора во пулмоналната артерија тука во белите дроба. Така да имаме контрола и на системската, на големата и на малата циркулација и се овозможува едно нормално функционирање. Срцето мора да функционира така, мора да има контракции, меѓутоа мора да има и одмор. Мора малку да се одмори за да настане оној процес на реполаризација, за да повторно дојде следниот бран на акционен потенцијал и деполаризација и следната контракција. Кога имаме пореметувања на овие акциони потенцијали, пречки во преносот на импулсите или доаѓа некој импулс порано во однос на нормално очекуваниот импулс, тогаш веќе имаме појава на некакви проблеми кои што можат да бидат различни, односно појава на така наречени аритмии. Пред да ги појасните типовите на аритмии, да ми ја дадете информацијата колку удари треба да има срцето во минута. Што е нормално? Нормално е од 60 до 100 удари во минута. Во мирување би требало да биде некаде 60 до 80, при напор би требало до 100, меѓутоа доколку имаме интензивен напор, тогаш може да биде и пулсот повеќе. Колку повеќе? Што е прифатливо, а што веќе не е прифатливо? 220 минус бројот на години. Значи, ако некој има 40 години, максималниот пулс е до 180. Тоа значи да при физички напор треба пулсот да му биде до 180. Максимум. Ако е веќе над тоа, е проблем? Па се зависи дали е физиолошки или патолошки. Може да биде веќе над 180, не би требало да оди, треба веќе да се
одмори. Меѓутоа, доколку се јави во мирување пулс од 180, тогаш веќе не е во ред. Така. Или од 100 до 180. Тоа зборуваме за тахикардија. Од 100 до 120 е лесна тахикардија, над 120 отчекувања во минута е веќе тешка посериозна тахикардија. Се разбира, тука има многу видови на тахикардии. Може да бидат суправентрикуларни, вентрикуларни тахикардии. Суправентрикуларните тахикардии се оние подобрите, да кажеме, тахикардии, или тоа се тахикардии кои што имаме поправилен, да кажеме, ритам на срцето. Имаме тесен КРС на ЕКГ и тука ризикот од сериозни компликации е мал. Се разбира, има синус тахикардија, која што е нормално, нели, во мирување да е нормално, при напор, при стрес, при температура, при некои тумори, при проблеми со штитна жлезда, знае да се активира синусната тахикардија. И обично тоа е на најпростата тахикардија, која што вообичаено не е од проблем со срцето, туку е од проблем надвор од срце. Пациентите ги носи на доктор, меѓутоа ние знаеме дека откако ќе исклучиме структурни промени на срцето, треба веќе да бараме друга причина за оваа синусна тахикардија. Што е забрзала работата на срцето? Има некои луѓе кои што имаат несоодветна синусна тахикардија, значи во мирување се брзи, во движење се бавни. Тоа е веќе генетска предиспозиција. Меѓутоа и таа треба да се диагностицира, ако треба и да се лекува. Потоа постојат атриални тахикардии, фокална, мултифокална атриална тахикардија. Тоа значи да од предкоморите, од повеќе фокуси, 1 или 3-4 фокуса, излегуваат екстраакциони потенцијали. Значи не е оно само од едно жариште од синоатриалниот чвор, туку има од некои други места. И потоа овие даваат електрични импулси, значи кои одат во атриовентрикуларниот чвор. И сега немаме од едно место, туку имаме од 3, од 4 места извор на електрични импулси. И затоа срцевата фреквенција е побрза. И наместо да имаме фреквенција од 60 до 100, ќе имаме 150 или ќе имаме 200 очекувања во минута. Тоа е веќе патологија. А зошто понекогаш кога ќе испиеме кафе, да речеме, ќе внесеме голема количина кофеин, или пак поради никотинот, или чашка алкохол, чувствуваме забрзана работа на срцето, тоа е нормално? Па на некој начин да. Меѓутоа, има тука разлики. Кофеинот го стимулира симпатикусот. Значи, го зголемува лачењето на адреналинот. Так. Адреналинот е симпатичен хормон. Тој значи стимулира рецептори во срцето и доаѓа до позабрзана срцева работа. Меѓутоа, и овдека е индивидуално, се кај генетски предиспонирани луѓе. Има луѓе кои што можат да испијат голема количина на кофеин. И не е тука само кафето. Кафето дури има малку, енергетските пијалоци имаат многу голема количина на кофеин. И тие уште повеќе потенцираат и се причинители за тахикардии. Меѓутоа, пред се кај луѓе кои што се генетски предиспонирани поосетливи на кофеин. Има пак луѓе кои што пијат многу, а не име ништо. И им треба. Вообичаено, многу студии се правени за кафето. Кафето има убаво протективно дејство, превенција од некои други заболувања. Меѓутоа, ако се пие 1 до 2 кафиња дневно. Веќе 3-4 кафиња не се препорачува. Поради тоа што може да направи други несакани ефекти. Со работата на срцето? Па, може малку да го зголеми притисокот. Меѓутоа, тоа треба веќе да биде поголема количина на кафе. Алкохолот исто така делува стимулативно и тој предизвикува тахикардии. И никотинот апсолутно штетен, го оштетува ендотелот на крвните садови, го забрзува процесот на атеросклероза и исто така ги стимулира нервните завршетоци и имаме повеќе позабрзан пулс.
Никотинот апсолутно е штетен, тука нема ниту една студија која што ќе докаже дека е корисен. Така да сите апелирам сите кои што пушат цигари да ги остават, бидејќи се многу штетни како за кардиоваскуларното здравје, така и за онколошките превенција од онколошки заболувања. А што со забавената работа на срцето? Дали е таа опасна? И дали е тоа исто аритмија? Да, и тоа е аритмија. Аритмијата, всушност, кога ќе кажеме аритмија, тоа е една хетерогена група на заболувања во која што опфаќа и бавен пулс, брадикардија, и брз пулс, тахикардија. Нормално пулсот рековме од 60 до 100. Од 50 до 60 отчекувања во минута е брадикардија, меѓутоа бавна брадикардија. Дури кај пациенти кои што се со структурни заболувања, коронарна артериска болест, ние сакаме пулсот да ни биде побавен. Под 50 отчекувања во минута веќе е брадикардија посериозна и тука треба да видиме која е причината за ова брадикардија. Сега, зошто сакаме прво да ви објаснам пулсот да ни биде кај пациенти со оперирани бајпас, стентирани, со коронарна болест, побавен пулс. Да биде побавен. Да биде побавен затоа што во периодот на диастола, кога е побавен пулсот, диастола, одморот на срцето е подолго. И тогаш коронарните артерии кои го исхрануваат срцевиот мускул со кислород се полнат со крв. И ради тоа нас не треба да имаме подолга диастола за времето на полнење на запушените крвни садови да биде подолго, значи повеќе крв да стигне во срцето. Сега што се случува со оние пациенти кои што имаат пулс под 50? Може да биде физиолошки. Има луѓе кои што се генетски предиспонирани, едноставно си живеат со пулс 45-50, и се асимптоматски, немаат никакви вртоглавици, главоболки, не паѓаат во несвест, значи немаат симптоми. Другата, спортистите исто така, спортистите имаат тренирано срце и они имаат вообичаено пулс околу, понизок пулс околу 50. Тоа е се во ред, тоа е спортско срце. И се додека се нема симптоми, се е во ред. Меѓутоа, постојат група на заболувања од типот на атриовентрикуларни блокови, кои што доведуваат до губиток на свест. Има три типа на блок. Едниот е атриовентрикуларен блок од прв степен, каде што имаме само продолжено време на испраќање на импулсите и тоа не е страшно. Меѓутоа, атриовентрикуларен блок од втори и од трет степен веќе се индикација за пейсмейкер. Тоа значи да она предмалку што го зборувавме, синоатриалниот чвор праќа и импулси во атриовентрикуларниот чвор. И тука имаме пречка на патот и немаме спроведување на импулс. Или се спроведува секој втори импулс, што ќе излезе од синоатриалниот чвор. Или пак импулсот, синоатриалниот, од некаде се праќаат импулси кои не стигаат до комората, меѓутоа комората сама си превзема активност. И тогаш имаме дисинхронизација. Левата пред коморите работат со еден ритм, коморите со втор ритм, меѓутоа немаме ефективност тука. И тоа е блокот трет степен. И вториот и третиот блок се животозагрозувачки состојби, потенцијално, и се апсолутна индикација за имплантација на траен пейсмейкер. Привремен, па ако треба и траен пейсмейкер. Пациентите кога ќе дојдат кај вас и се жалат на аритмија, обично како го опишуваат тоа чувство? Сите луѓе различно можат да го опишат, затоа што чувството е кај секого различен и секој различно ја перцепира екстрасистолата или тахикардијата. Обично се жалат на срцебиење, на прескокнување, на превртување на срцето, паузи во срцето. Тоа се има луѓе кои што имаат сериозни тахикардии, а при тоа не чувствуваат ништо. Доаѓаат може да немаат симптоми покрај тоа што имаат сериозна тахикардија, односно аритмија. И тоа на преглед можете да го утврдите? Некогаш да, некогаш не. Значи, некогаш е потребно понатаму да се направи холтер, може да предпоставиме дека има нешто сериозно и тогаш
се прави холтер и на холтерот може и не мора да се регистрира, се зависи дали во тој период пациентот имал тахикардија. Меѓутоа има друга група на луѓе кои што еднаш да преврти срцето, да прескокне и веќе имаме паника. Паника и веднаш на лекар? И веднаш се доаѓа на лекар. Има потреба од толкава ургентност? Па би требало да се дојде на доктор, затоа што никој од нас не знае за што се работи. Може да е едно прескокнување, меѓутоа екстрасистолите, особено тие вентрикуларните екстрасистоли, може да поминат во сериозни тахикардии. И поради опасноста од тие сериозни тахикардии, треба да се дојде на лекар. Подобро е да знаеме што е. Инаку, секое нормално срце знае некогаш да прескокне. Тоа не е проблем. Меѓутоа, треба да видиме дали е во физиолошки граници или веќе се работи за патологија. Професорке, а оние што имаат проблем со желудникот или пак со хранопроводникот, може ли да почувствуваат симптоми што наликуваат на прескокнување на срцето и да се жалат на аритмија всушност, да се работи за нешто сосема друго? Да. Значи, секогаш прво гледаме кој тип на аритмија е, колку е сериозна и почнуваме да ги бараме причините за појава на аритмијата. Значи, паралелно со лекувањето на аритмијата, треба да следи и барање на причината. Една од причините е структурните промени на срцето, а друга причина се проблеми надвор од срцето. Желудникот, кога има кила на желудник, значи, кога бремени жени, обезни пациенти, имаат зголемен интраабдоминален притисок, зголемен притисок во стомакот, притиска на диафрагмата и тука го поттикнува срцето да работи малку екстра, да кажеме, да пушти некоја екстра систола. Тоа треба да се диагностицира, да се лекува всушност главната причина, а со тоа ќе се повлечат и промените во срцевиот ритам. Меѓутоа, Нека пациенти добиваат совет да спијат на десната страна. Помага тоа? Да, тоа е индивидуално. Може, меѓутоа, да, тоа е само за да се подобрат симптомите, но мора да ја најдете причината зошто се јавуваат. Независно значи, независно како пациентот се чувствува. Вие покрај симптоматска терапија мора да му дадеме и насока да се најде причината за појава на овие аритми. Да ги поканиме гледачите, сигурно ќе имаат прашања, бидејќи прескокнувањата на срцето, односно аритмиите, се релативно чести, како што споменавте, и здравото срце понекогаш дава аритми, односно прескокнување. Телефонскиот број на телевизија Тилма е 3076-677. Од овој момент емисијата ќе биде контактна, а сите одговори ќе ги добиете од професор доктор Милка Клинчева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во Жан Митрев клиник. Професорке, кога ќе дојде кај вас пациент кој се жали на аритмија, дали врз основа на описот на состојбата, можете веднаш да претпоставите за што се работи или пак е неопходно да се направи едно ЕЕГ, односно ЕКГ, се извинувам, за да се провери дали има некакви нарушувања или не во срцевиот ритам? Анамнестички можеме да претпоставиме за што се работи. Меѓутоа, тоа се само претпоставки. Нашите претпоставки мора да бидат документирани со факти, а фактите се преку ЕКГ или 24 часовен ЕКГ холтер или луп рекордер. Тоа е едно апаратче кое става под кожата и 3 години го следи срцевиот ритам и доколку има проблеми, ќе видиме за точно која тахикардија станува збор. Меѓутоа, да, анамнестички можеме да претпоставиме за што се работи. Има суправентрикуларни тахикардии, пред малку ги спомнавме, тие се обично пароксизмални. Значи, пароксизмалната суправентрикуларна тахикардија нагло почнува и нагло завршува. И пациентите тоа го кажуваат одеднаш, ми се јави и одеднаш ми прекине. Доколку се работи за млада особа, тогаш претпоставуваме дека се работи за пароксизмална суправентрикуларна тахикардија. Има тахикардии што се карактеристични за младата популација? Да.
Тоа е ова што сега ни го појаснувате. Кај младите обично се јавуваат тие пароксизмални суправентрикуларни тахикардии обично се јавуваат некаде до кај 30-та, 40-та година, веќе би требало, доколку е пациентот предиспониран, да се јават. И секогаш одат со неструктурни промени на срцето. Значи, ехокардиографски имаме нормално срце, коронарографски имаме. Меѓутоа, тие се карактеристични кај генетски предиспонирани особи. Тука имаме атриовентрикуларна нодална риентри тахикардија, атриовентрикуларна риентри тахикардија. Тука имаме еден кружен тек риентри, затоа се нарекува, на движење на електричниот импулс и може да биде во правец на стрелките на часовникот, обратно, ортодромна, антиортодромна, али меѓутоа, како и да е, тоа се риентри кругови кои што секогаш нагло почнуваат и нагло завршуваат. За разлика од синус тахикардијата, таа постепено почнува и завршува. Потоа, атриалната фибрилација. Некаде во целата популација, 2% од популацијата има атриална фибрилација, со тоа што и таа е поврзана со возраста. Меѓутоа, таа е поврзана и со структурни промени. Кај атриалната фибрилација нагло почнува, трае неправилен е ритамот, побрзо, побавно и на крај завршува. Нагло. Доколку не се тоа медикаментозно лечи. Така да, пациентите со самото тоа кога ќе ги прашате како почнува, како завршува, можете да претпоставите во кој правец одите. Според возраста на пациентот, исто така можете да претпоставите за што се работи. Покрај електрокардиографијата, важно е да се направи ехокардиографија, каде што е неинвазивна метода, каде што убаво се гледаат морфолошките промени на срцето, дали ги има или не, и да исто така тоа ќе иде во склоп на едно или друго. Ако имаме, например, дилатирана лева предкомора, тогаш, таа тахикардија поверојатно е дека е од атриална фибрилација, не е од пароксизмална суправентрикуларна. Доколку имаме здраво срце и здрав човек, млад, тогаш е поверојатно дека е нешто тако суправентрикуларно. Потребно е, значи, да се добро процени за кој тип на аритмија станува збор. Така, имаме гледач, да му дадеме предност, а веднаш потоа ќе продолжиме што се е дополнително потребно да се направи за да се постави добра дијагноза, точна дијагноза. Добар ден за гледачот. Добар ден. Повелете. Видите прашање. Да ја оставиме спортската тахикардија до 40 години, да речеме. Од 40 до 70-75. Без проблеми со леви комори, без проблеми со хипертензија и све. Кои се границите на нормално очукување, народно речено, на срцето? Нормално. Зависи од 40 до 70 години, да кажем. Тоа е вие првото прашање, имате уште едно, ако добро ве разбрав. Прашање чисто информативно од искуството на професорката. Така, добро. Кои се границите на нормално очукување? Така, ве разбравме, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Вие на почетокот на емисијата споменавте кои се нормалните граници, но тие се менуваат со возраста. Или не? Не, тоа си останува со возраста. Меѓутоа, прашањето на гледачот е убаво кај спортско срце, кое што е над 40 години, колкава треба да биде фреквенцијата. Исто, над 50 во минута е нормално. Под 50 во минута, тогаш веќе треба да се направи ЕКГ холтер и да видиме дали има паузи или е само брадикардично. Доколку е само брадикардично, при тоа нема паузи кои што се поголеми од 2,5-3 секунди, тогаш и пациентот е асимптоматски, не треба ништо. Тоа е едноставно, таква е конституцијата на пациентот, навикнате на бавен пулс, не треба ништо да се прави, само треба да се внимава по некоја случајност, по некоја друга индикација, да не се дадат лекови за притисок кои што го намалуваат и срцевиот пулс. Значи, само на тоа треба да се внимава, треба да се прават редовни контроли, барем повремено, некои 6 месеци, една година, да се следи. Али еден холтер мора да се направи за да видиме да немаме паузи. Доколку нема паузи, нема блокови, е само синус брадикардија која е асимптоматска, тогаш нема проблем.
оние што се спортисти што активно, интензивно тренираат и потоа исто така нагло ќе прекинат. Може да имаат проблем со срцето, бидејќи имаат спортско срце, велат некој проширено малку? Да, може да имат некакви проблеми. Спортистите, иако тоа е ретко, меѓутоа сепак се обрнува големо внимание, особено нели во јавноста, може да имаат задебелување, меѓутоа тоа задебелување не е повеќе од умерено, до кај 16 мм, може да имаат и малку проширување, дилатација на срцето, но секој кој што тренира добро не би требало да се доведе во состојба да има проширување на срцето. Сепак и волуменот на комората на срцето зависи од големината на човекот. Се е тоа по body mass index. Така да не може некој кој што е кошаркар 2 метра да има исти димензии на некој кој што е 1,70 м голем. Така да се е тоа индивидуално. Инаку да, може да имаат проблеми, обично спортистите се навикнати на некој начин на здравствени контроли, така да доаѓаат, ние ги диагностицираме, обично доколку има хипертрофија, правиме покрај ехокардиографијата и магнетна резонанца на срце, каде што убаво се гледа срцевиот мускул, односно се прави ткивна карактеризација, дали има или нема фиброза, колку се точно волумените на срцето и колкава е пумпната снага. Пред да го вклучиме гледачот, само накратко, дали треба да прават прегледи оние кои што почнуваат да планинарат одеднаш преку ноќ стануваат спортисти или пак возат велосипеди по планински предели? Да, апсолутно пред било какво посериозно занимавање со спорт, поголем спортски напор, особено кај луѓе кои што не биле спортски активни и сега одеднаш ќе започнат да спортуваат, би било добро прво да се испита кондицијата, ехокардиографија да се направи, ЕКГ се разбира, да исклучиме некакви сериозни аритми и доколку се физички добри, постепено да влегуваат во поголеми физички напори, да не биде тоа нели сепак нагло, бидејќи срцето ќе изреагира и не може да го поднесе напорот кој што не има кондиција за да го поднесе напорот кој што му е даден. Ајде да го слушнеме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата. Имам едно прашање до докторката. Докторке, јас имам праверно коронографија 2018. Редовно одам на ехо, а имам неколку пати губено на свест. Тоа овие последните 5 години, едно 3 пати имам губено на свест. Имам мачнина кај желудникот и у главата некоја тешкотија и ја изгубам свеста. Меѓутоа, докторките наши тука ми кажуваат тоа од низок притисок, ако го измерат притисокот, после тоа, мислам, станувањето ми е нормален. Еден доктор тука наш комшија на брзина кажувам, вика тоа имате нешто проблем со срцето, а ја редовно ги правам прегледите, ќе ве замолам вие како специјалист ако можете да ми објасните. Така, што би требало да направите во вашиот случај? Благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете, професорке. Да, ова е многу убаво прашање. Значи, господјата има синкопа, тоа значи губиток на свест. Губитокот на свест е или од срцево потекло или од невролошко потекло. Од срцево потекло тука се тахикардии, аритмии, значи оние блокови што ги спомнавме, втор, трет степен атриовентрикуларен блок. Може би има и некаква тахикардија, така да јас би ја поканила гледачката да дојде да направиме убаво ехо на срце, може и сигурно ќе треба да се направи ЕКГ холтер и да видиме за кој тип на евентуално аритмолошко нарушување станува збор. Тоа е едната работа и втората работа потребно е да се направи доплер на каротиди. Тоа се доплер на артериите кои ја носат крвта во мозокот. Доколку има запушување, тоа е една од причините, честа причина, зошто се губи свест. Ние во моментов имаме акција која што со секој ехо преглед на срце бесплатно се добиваат и доплер на каротиди на периферни артерии, така да би ја поканила гледачката да дојде на еден коректен преглед во кој што би утврдиле причината. Штом се повторуваат тие губитоци на свест, значи имаме проблем. Така.
низок притисок во ред, меѓутоа на возрастни години повеќе очекуваме да е висок, а не низок притисокот. И ако е низок, колку е низок за да таа губи свест. Така да еден детален кардиолошки преглед со минимум, ви реков, ехо срце, доплер каротиди, ЕКГ холтер од старт. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната емисија. Останете на Телма. Со професор доктор Милка Клинчева, специјалист по интерна, субспецијалист по кардиологија, во Жан Митрев клиник, денеска зборуваме за аритмиите, односно за нарушениот ритам на срцето. Народот го опишува како прескокнување на срцето. Професорки, имаме гледач кој што очекува вклучување, малку подолго почека, еве сега можност да го постави своето прашање и да добие одговор на него секако. Добар ден. Ви благодарам, добар ден, поздрав до вас и до докторката. Ви Па ја ќе бидам благодарам. краток. 2015 година бев пенсиран и пред тоа и после тоа правам редовни прегледи на 6 месеци, еве сега во април месец имав редовен преглед. Прегледот беше добар, така ми рекол докторите, меѓутоа ја веќе неколку години ми се јавува аритмија. Констатираа дека е тоа од проширување на желудникот на нагоре према диафрагмата, го притиска срцето и доаѓа до таа аритмија. Меѓутоа, сега ми препишаа да пијам, а и претходно сум го пиел, амиокордин половина, апче од Сабајле. А тоа е од 200, ја значи ја пијам од 100. Пулсот ми паѓа на 49, 50, 51. И еве 2 дена не ги пијам, немам, инаку ми се јавуваше мала несвестица како секунда 2. Секунда 2, толку јас сум свесен, меѓутоа ја осеќам. Каротидите ми се чисти и притисокот ми беше 140, 150, 180, 90. После пола саат беше 60 со 102-30. 102-30. Така. Ве молам да ме советувате. Што понатаму што може да преземете за вашата состојба? Ви благодарам за вашето прашање во денешната емисија. Повелете, професорке. Така, ова е јатрогена брадикардија. Значи, пациентот прво имал тахикардија, која не знаеме која тахикардија е. Предпоставувам дека се работи за атриална фибрилација, поради што е даден амиокордин. Амиокординот е можеби најдобриот антиаритмик кој што постои во светот, меѓутоа има несакани ефекти, како и сите лекови, и може да го успори многу пулсот. Освен тоа, добро е што гледачот прекинал со зимање на амиодаронон, би требало да се консултира со својот кардиолог, дали да го прима само во момент кога има тахикардија. Тоа се вика pill in the pocket, значи кога ќе осети чувство на тахикардија, само тогаш да го зема и кога ќе се стабилизира тахикардијата да прекине со земање на лекот. Бидејќи амиокординот не сме да се приме долго време. За жал, во Македонија ние сретнуваме пациенти кои со години го пијат амиокординот и потоа имаме несакани ефекти, бидејќи тој внатре амијодарон содржи јод, па влие на штитната жлезда, па прави хипертиреози, така да тоа е јатрогена. Може да направи белодробна фиброза, може да направи проблеми со очите. Така да тој е сериозен, одличен, меѓутоа сериозен антиаритмик со кој треба многу внимателно да се ракува. Има долг полуживот, така да пациентите и да го пијат, да речеме, еден месец, они се покриени уште еден месец со антиаритмикот. Добро е што гледачот се почувствувал дека му се врти, тоа е таа симптоматска брадикардија. Така. И самиот си го прекинал лекот. Меѓутоа, треба да знае дека треба да има друг тип на лекови, лекови од типот на бета-блокатори. Не знам, предпоставувам дека гледачот пие Конкор или, не знам, Бипересо, Метопролол, некој лек од таа група на лекови, кои што се добри и кај пациенти со претходно стентови и коронарна болест, а исто така се добри во превенција на појава на аритмија. Но, не значи дека нема да се јави таа аритмија повторно. Таа ќе се јави повторно, но целта на терапијата е да трае
пократко аритмијата и поретко да се јавува. Во таа цел служат бета-блокаторите. А кога ќе се јави она, предпоставувам дека е атриална фибрилација, тоа треба да се консултира со својот кардиолог или да дојде на преглед да го видиме, тогаш да, може да зема амиокордин, но само по потреба. Што се може да доведе до аритмија? Еве, например, дали пациенти со анемија чувствуваат тахикардија? Да. Тоа е една од честите причини за синусна тахикардија. Она баш пред малку што го зборувавме, синус тахикардијата не е од срцето, туку е најчесто од надвор од срцето и тогаш ја бараме причината и анемијата. Анемијата што значи? Имаме помалку хемоглобин, значи имаме помалку носач на кислород. Значи имаме помалку кислород во организмот. И оваа хипоксија, срцето како одбранбен механизам почнува побрзо да работи за да го намали недостатокот на кислород, бидејќи имаме помалку кислород не затоа што има помалку кислород, туку затоа што има помалку носач на кислород. Дали има помалку железо или има многу различни анемии, меѓутоа анемиите познато е тоа дека водат до тахикардија. Освен анемиите, проблеми со штитната жлезда, хипертироидизам, хипотироидизмот го успорува метаболизмот и доведува до брадикардија, а хипертироидизмот го забрзува и доведува до тахикардија. Македонија е ендемско подрачје за тироидни заболувања и многу често можам слободно да кажам дека секој втор трет пациент во нашите амбуланти има проблеми со тироидната жлезда. Така да ние на некој начин работејќи кардиологијата моравме да навлеземе и во ендокринологијата и да ги дијагностицираме, бидејќи штитната жлезда е тесно поврзана исто така со срцето и особено со аритмиите. Потоа, коронарната артериска болест, запушувањето на крвните садови во срцето доведува до аритмии, и тоа до посериозни аритмии, една од најчестите атриалната фибрилација, но меѓутоа може да доведе до малигни аритмии, вентрикуларна тахикардија, вентрикуларна фибрилација, дури и до нагла смрт. Потоа, структурни заболувања, валвуларни болести, аортна стеноза, митрална стеноза, исто така се комплицираат со аритмија. Митралната стеноза обично иде со дилатација пред комората и појава на атриална тахикардија. Потоа, високиот крвен притисок. Една обична хипертензија може да доведе до структурни промени на срцето, задебелување на срцевиот мускул. Да не ги заборавиме кардиомиопатиите. Тоа значи промени на срцевиот мускул може да бидат или дилатативна, или хипертрофична, или рестриктивна. Сите три идат со тахикардија. И има уште една четврта, тоа е посебно генетски предиспонирана, аритмогена десновентрикуларна кардиомиопатија, која што имаме проширување, промени на десното срце кои што водат до малигни аритмии, до вентрикуларни тахикардии. Покрај овие кардиомиопатии, други дебелината, самата дебелина може да доведе до појава на аритмии. Цигарите водат до појави. Прекомерна конзумација на кофеин, она што пред малку го пообјаснувавме. Така да сето до тоа е многу болести во организмот. Срцето е само ги осеќа промените, дури и туморите и реагира. Имаме гледач, да му дадеме можност да се вклучи во денешната емисија со прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата. Благодарам. И поздрав до професорката. Благодарам. 2015 година јас сум опериран кај Жан Митрев. Ве слушаме, само следите го разговорот преку слушалката, не преку телевизорот. Тоа ви е проблемот? Преку слушалката. Опериран сум 2013 година и сега на трети месец имав некој чувство како умора. Кој на 3-4 чекори не можев да одам. Така. И појдов овде на болница, на доктор, ме пратија со амбулантна кола директ во Скопје. Лежев таму, ми даваја терапија, едно 7-8 дена, недела дена, и ме пуштија дома.
И сега чувствувам се уште умора. Значи претежно чувствувам голема умора. Па Ми сега... потекуваат нозите, Аха. нозите ми отекува и ги пијам овие таблетите Блоксан, Фуросемид и Росвера. Али умората ја чувствувам Така, и многу. понатаму значи, го чувствуваат уморот, па ве интересира Да, што би можеле да преземете за да го решите овој ваш здравствен проблем. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Професор, ке повелете. Да, благодарам за прашањето. Многу е убаво и за жал многу често повремено, не толку. Меѓутоа, колку што сватив, гледачот не дојден кај нас на преглед. Така да ја би го поканила да дојде да го прегледаме. Овдека се работи за срцева слабост и за срцева декомпензација. Треба да видиме, мислам дека разбрав бајпас дека е опериран или нешто точно е опериран, да, треба да видиме што е опериран и треба да се види која е причината за оваа срцева слабост. Дали е несоодветна терапија, дали е можеби срцето ослабано, треба да видиме која е причината. Инаку, според тоа што го кажа, оттеци на нозете, замор на мал напор, тоа за хоспитализација, тоа зборува за една срцева декомпензација, односно излегло срцето од рамнотежи и веројатно има насобрано течност во белите дробови, стомакот и нозете и тоа е оној вишок течност, таму срцето не е доволно способно да испомпа крвта. Нема моќност, како да, што нема имало подоволно пумпна снага и тогаш имаме застој на крвта во интерстициумот и отежнато размена на гасови и појава на гушење и замор. Така да ја би го препорачала да дојде да го прегледаме, да ја смениме терапијата. Сега имаме одлични тераписки можности за срцева слабост, доста напредна кардиологијата во тој поглед, така да таблетарна терапија имаме која што е и достапна во нашата земја. За жал тоа не иде под фондот, нели? Меѓутоа, тоа се можности да се подобри квалитетот на животот на пациентите, да се намали смртноста и да се намали бројот на хоспитализации и потреба воопшто од хоспитализации. Кога ќе диагностицирате пациент со аритмија, од што зависи? Дали ќе биде применета медикаментозна терапија или пак некоја кардиохируршка или пак кардиолошка процедура? Аритмите се една голема група на заболувања, се зависи од тоа што ќе диагностицираме. Доколку се суправентрикуларни тахикардии, пациентите, доколку се јави пароксизмална, тогаш треба да видиме во првиот момент дали е стабилна или нестабилна. Значи, хемодинамски стабилна, значи имаме добар крвен притисок, над 100-180 и пациентот е стабилен, ние можеме да му дадеме венски лекарства. И обично тоа се лекови од групата на калциум блокатори или бета блокатори. Или пак има други групи на антиаритмици, пропафенон, амиокордин, кои што евентуално може да се дадат. Меѓутоа, се зависи од тоа дали пациентот е хемодинамски стабилен. Доколку се работи за хипотензија, губиток на свест, висок пулс, тогаш се применува електроконверзија, каде што е потребно да со струја го прекинеме тој реентри круг и повторно се дадеме можност да синоатриалниот чвор ја превземе водечката улога. Процедура? Па, инвазивна може да се каже да, затоа што пациентот добива електрошок. Така да, сепак е малку посериозна проблематика, меѓутоа го за една секунда се враќа срцето најчесто во ритам и е понатаму во ред. Тоа е сепак единствениот во тој начин, единствената можност да му се помогне на пациент кој е во хемодинамски нестабилна суправентрикуларна тахикардија. Потоа имаме најчестата причина, да кажеме, е атриалната фибрилација. Најчестата тахикардија кај луѓето е атриална фибрилација и тука имаме многу извори, многу жаришта во предкомората кои што испуштаат електрични импулси, некои од нив ќе отидат во атриовентрикуларниот чвор и ќе настане контракција. Тука
можеме да делуваме медикаментозно, повторно доколку е пациентот хемодинамски стабилен, или со електроконверзија доколку со лекови не се успее, или доколку е хемодинамски нестабилен. Значи, ако има низок притисок, не смееме да му дадеме лекови. Лековите кои ги даваме се го спуштаат крвниот притисок. Така да, секогаш секоја акција која ја превземаме, мораме да знаеме и кои се можните несакани ефекти. Така што или со лекови одиме, доколку сега зависи од тоа кој тип на тахикардија атриална. Ако е пароксизмална, прв пат се јавува, тогаш можеме да одиме со амиокордин. Доколку е хронична, а е побрз пулсот, тогаш нема потреба да одиме со амиокордин. Бета-блокатор, поголема доза на бета-блокатор ќе заврши работа. Доколку имаме пак посериозни работи од типот вентрикуларна тахикардија. Има два типа на вентрикуларната. Едната е sustained и non-sustained на англиски, значи краткотрајна и долготрајна. Оние кои што се над 30 секунди имаме губиток на свест, тука единствено нешто е кардиошок. Значи се дефибрилира со 200 джули на бифазен дефибрилатор и пациентот се враќа во живот. Еднаш, два пати се додека има потреба. Вентрикуларна фибрилација, тоа е секогаш малигна аритмија и е секогаш животозагрозувачка и тогаш е потребно да се дефибрилира. Има торсаде депоинт, значи има уште неколку тука аритмии кои што спаѓаат во таа група на лоши аритмии. Тука мора дефибрилација. Сега, кога пациентот ќе ги утврдиме овие вентрикуларни тахикардии или фибрилации, треба да видиме која е причината. Многу е важно да ја знаете причината и ако може да ја отстраните причината за појава на ваквите тахикардии. Најчестата причина е коронарната артериска болест и појавата на осетлив миокард и појава на фиброза. Кај хипертрофичните срца, оние што се со голема мускулна маса, со зголемен индекс на мускулна маса, кај што септумот е 18-20 мм, нормално е до 12. Битно е да процениме колку има фиброза во срцето. Кај дилатативните кардиомиопати исто така колку има фиброза во срцето. Колку повеќе фиброза имаме во срцевиот мускул, а тоа го гледаме само исклучиво на магнетна резонанца на срца, на ехо не може да се види, толку е поголем ризикот од малигни аритмии. Така да, присуството на фиброза е еден од критериумите понатаму, заедно со претходна појава на вентрикуларна тахикардија фибрилација за имплантација на кардиовертер дефибрилатор. Тоа е едно моќно апаратче кое спасува живот, кое што се вградува на луѓе кои што се со слаби комори, кои што имале претходно инциденти на малигни аритмии, кои што имаат фиброза на срцето. Се прави една детална проценка, постојат за тоа и програми кои што утврдуваат под колкав ризик од следна аритмија е пациентот и се имплантира, значи тоа е оној дефибрилатор, сигурно сте гледале на филмови, да, што се удира од надвор, ова е внатре такво апаратче што се става, што се вградува и кога ќе се појави и испушта импулси само во момент кога има потреба. Нарушувања. Да. Значи оно детектира вентрикуларна тахикардија и тогаш се активира. И на тој начин се спасува животот на човек. Имаме гледач. Професор, ќе да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ме интересира, прво поздрав до двете. Ви благодарам. Да. Сакам да ја прашам докторката. Ја не ставијат пейсмекер, а уште као мал имав систоличен и диастоличен шум. Тоа уште на 12-13 години. Ме интересира. Два пати ми е правено коронографија. Првиот пат артериите чисти по соза и другиот пат чисти по соза. Меѓутоа,
докторот баш и рече, кој те пратил по втор пат дека. Му кажам дека само докторите. Сега. Ставен ми е байпас, не, пейсмейкер. А ми интересира, од кога ми е ставен пейсмейкерот, многу се замарам бргу, на 5 корака не можам да дишам. Што треба да направам? Бев и кај Жан Митрев. Така, имате некој прашање тука, професорке? Чиста е коронарографијата, колку што разбрав, така? Така, коронарографијата е во ред, така? Да, чисти се артериите. Така, сега што може да преземете за да се реши овој проблем? Ви благодарам за вклучувањето, јас морав да скратам бидејќи завршуваме за 2 минути, ако можете да дадете одговор. Значи, доколку е чиста коронарографијата, пейсмейкерот е ставен најверојатно поради некаков блок. Доколку пациентот се уште има замор, јас би сакала да го видам, да видиме која е причината за тој замор. Дали е десно срцева слабост, дали имаме трикуспидна регургитација, дали може би и програмирањето на пейсмейкерот треба да се репрограмира. Така да, тука веќе би требало да го прегледаме пациентот за да кажеме нешто повеќе. Така. И сосема на крај, бидејќи сме уште неколку минути до закружувањето на денешното издание на Телма амбуланта, оние кои што имаат бенигни аритми, односно што не ги чувствуваат и при тоа не им создаваат здравствени проблеми, а вие сте ги регистрирале на преглед, треба ли да се преземат некои чекори како што е лекувањето? Се лекуваат ли бенигни аритми? Треба да процениме дали има потреба воопшто да се лекуваат. Не секоја аритмија треба или прескокнување на срце треба да се лекува. Доколку е над 4-5% вентрикуларни екстрасистоли, да, тогаш ќе треба да дадеме терапија, меѓутоа од вкупната електрична активност на 24 часовниот ЕКГ холтер, меѓутоа доколку се малку изолирани, тогаш апсолутно нема потреба. Доколку се суправентрикуларни екстрасистоли кои што се исто така малку на број, тогаш исто така нема потреба. Доволно е пациентот да знае дека си ги има, реагира така, склон е кон тоа, доколку има стресови, вишок на кофеин, да внимава тоа што му смета да го избегнува колку што може, нели, да се избегнува. Меѓутоа не значи дека ако на некого му прескокне срцето, веднаш треба да дадеме лек. Проценувате на онаму каде што треба да дадете, задолжително се зема? Да. Бидејќи компликациите од нелекувани аритми предпоставам се големи. Зависи кој нешто може, нешто не мора да се лекува. Значи секој лек си има и своји контраиндикации и своји несакани ефекти. Така да пред секоја одлука за давање особено на антиаритмичен лек, мораме сериозно да размислиме дали на тој пациент му треба. Не е доволно само да му дадеме верапамил, кој што е пракса за жал во Македонија, да кажеме дека да, пи верапамил, ќе бидеш добар. Не е тоа доволно. Потребно е да видиме дали и која е причината и дали воопшто треба терапија. Понекогаш еден обичен магнезиум може да биде доволен. А колкав дел од пациентите што доаѓаат кај вас и се жалат на аритми имаат сериозен проблем? Ние сме специализирана болница, решаваме тешки пациенти, така да голем е процентот, претежно доаѓаат пациенти со сериозна патологија, така да ретко гледаме здраво срце и пациент кој што нема сериозни проблеми. Претпоставам хематичните лекари се повеќето оние што немаат сериозен проблем? Па не знам, меѓутоа ние секогаш, барем јас сакам потешки пациенти, сакам пациенти кои што се предизвик. Да, комплексните ситуации. Да, така да би повеќе тоа не привлекува и ние повеќе работиме тешки комплексни пациенти. Таква ни е амбицијата и тоа е убаво затоа што спасувате живот. Да, се надевам дека подобрувате квалитетот на живот кај голем дел од оние кои што се соочени со една ваква болест. Аритмиите се многу сензитивна работа. Електрокардиографијата е многу прво тешко да се прочита. Треба добро да се знае ЕКГ, за да добро да се знае кардиологија, за да може да се третираат аритмиите. Така да со нив треба навистина внимателно и секогаш да се оди темално. Професор, ке ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам за поканата.
Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Добивте повторно на вистина корисни информации кои што се однесуваат на вашето здравје. До гледање.